Почитувани, добар ден од касарната еден ден во Скопје, каде што се одржува свеченоста по повод една година од членството на Македонија во Северноатлантската алијанса. Лани на 27 март во Вашингтон со депонирањето на инструментот за пристапување во Стеј департментот беше направен и последниот формален чекор за полноправното членство на земјава во алијансата. 2 дена подоцна македонското знаме беше развиено на јарболот пред седиштето на алијансата во Брисел и пред две други команди заедно со останатите 29. Чинот беше оценет како историски успех кој по 3 децении независност конечно ја потврдува безбедноста и ја гарантира нашата иднина. Македонија стана дел од НАТО семејството со 30 нации и со население од околу 1 милијарда жители. На оваа свеченост ќе присуствуваат и своји обраќања, ќе имаат претседателот на државата Стево Пендаровски, премиерот Зоран Заев, министерката за одбрана Радмила Шекеринска-Јанковска и командантот на Сдружената оперативна команда на НАТО во Неапол, адмирал Роберт Бург, кој од вчера е во официјална посета на државава. Пред почетокот на свеченоста, рапорт на врховниот командант и претседател Пендаровски ќе му предаде началникот на генералштабот генерал полковник Васко Колански. Инаку, покрај обраќањата на представниците од државниот врв и адмиралот Бург, на ова свеченост е предвидено и да се изврши прелет на воздухоплови, поточно на воздухопловниот винг на армијата, потоа на воздухопловите на КФОР, а секако и на воздухопловите од воздушната поддршка од НАТО. Инаку, покрај обраќањата на представниците, предвидени се и доделување на признанија за досегашната соработка на странски воени аташеи во земјава од страна на Министерката за одбрана. На свеченоста ќе присуствуваат представници од кабинетот на претседателот. Во секој случај, очекуваме во секој момент да пристигне и претседателот на државата Пендаровски, како што потсетив, рапорт ќе му предаде на командантот на единицата, поточно полковникот Колевски. Предлагам полека да почнуваме со официјалниот дел од програмата и да го проследиме овој настан. Секако само на дополнување дека покрај официјалниот дел и обраќањата, припадниците на армијата ќе одржат и неколку показни вежби, поточно нивна подготвеност и обученост во текот на нивниот професионален ангажман. Еве, почитувани, да се подсетиме како всушност течеше процесот на пристапувањето во најголемиот воено-политички сојуз. Во февруари 2019-та партнерите на НАТО го подпишаа протоколот за членство на Македонија. Во секој случај, да не одложуваме со преносот, го очекуваме пристигнувањето на претседателот и официјалниот почеток на свеченоста.
председател. Почесната единица е построена във ваша чест. Рапортира майор Деян Величковски. Войници и старейшини, здраво! Здраво! Само ја укапу. Нека ни е честита една година, благодаря тебе. Честита. Good, thank you. Честита за много години. Много години. Ajde, Почитувани, председателот на Република Северна Македонија, неговата екселенција, господин Тео Пендаровски, председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, министерката за одбрана, госпоѓа Радмила Шекеринска-Јанковска и командата на Сдружените сили на Неапол, адмирал Роберт Бург. Следува рапорт на началникот на генерален штаб од страна на командантот на свеченоста, полковник Васко Коколански. Единици, мирно! Поздрав! Наде! Сно! Мирно! Парадно! Слободно! Следува интонирање на химната на Република Северна Македонија, химната на НАТО и химната на армијата. Мирно! По! Здрав!
Почитувани, ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите и починатите припадници на армијата и на жртвите од COVID-19. Нека им е вечна слава. Почитувани гости, добре дојавте на свеченоста по повод годишнината од зачленувањето на Република Северна Македонија во НАТО алијансата. Ми представува особена чест и задоволство да ги поздравиме и да им посакаме добре дојдена. Председателот на Република Северна Македонија, неговата екселенција господин Стео Пендаровски. Председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев. Првиот заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, господин Артан Груби. Министерката за одбрана, госпоѓа Радмила Шекеринска-Јанковска. Министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски. Министерот за финансии, господин Фатмир Бесими. Министерот за здравство, господин Венко Филипчи. Началникот на Генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Гирчиновски. Командантот на командата на Сдружените сили на НАТО во Неапол, адмирал Роберт Бург. Државниот секретар и делегацијата од Министерството за одбрана на Словенија, директорите и представниците на државните институции, генералите на армијата, командантот на Сибрик, дипломатскиот кор, воените аташе и гостите од странство, припадниците на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје, представници на медиумите, сите присутни гости во земјата и странство. Почитувани, следува прелет на воздухоплови. Водач на формацијата е хеликоптерот Ми-8 како борбено обезбедување. По него лета хеликоптерот Ми-17 со македонското знаме. Последен во низата е хеликоптерот Ми-17 кој го носи знамето на НАТО. Една од придобивките на нашето членство во НАТО е тоа што нашето небо и територија се дел од колективната заштита на 30-те земји членки на Алијансата. За некој момент над нас како знак на нашето сојузништво, но и подршка, ќе прелетаат воени авиони на НАТО кои се дел од воздухопловното патрулирање и заштита на воздухопловниот простор Air Policing. Воздухопловното патрулирање е мирновременна мисија која вклучува употреба на систем за наблюдување и контрола на воздухот, воздухопловна команда и контрола, како и соодветни средства за противвоздушна одбрана, вклучувајќи воздухоплови за пресретнување со цел зачувување на интегритетот на националниот воздушен простор. Во тоа насока, во рамките на билатералната соработка со Грција, во делот на одбраната, а со цел продлабочување на соработката на ниво на стратешко партнерство, двете министерства склучија договор за воздухопловно патрулирање со надзор на безбедноста на воздухопловниот простор над нашата држава. Оваа мисија во интерес на Република Северна Македонија, регионот, како и на НАТО алијансата. Со ова се обезбедува интегритет на воздухопловниот простор на сојузниците, се штити суверенитетот на државите на алијансата, односно се води грижа за безбедноста на воздухопловниот простор на членките на алијансата. Било да е тоа преку потреба на национални системи за надзор над воздухот или други колективни мерки за воздухопловна одбрана. Секој момент е стена. Ово изгледа. Практично и во вториот ден што се види практично исчекано што се овие 2 години три направени во контекст на опрема, на обука, вежба, излежуваност и достигање на стандарди. Па треба прво по маските, никој друг од државата нема се македонски знание маски. Там премиерот и войска. Да.
Почитувани гости, дами и господа, на денешен ден, пред една година, Република Северна Македонија го оствари својот голем историски успех. Со чинот на депонирање на Северноатлантскиот договор во Стейт Департментот во Вашингтон, станавме 30-та полноправна земја членка на најмоќниот воено-политички сојуз на денешнината. Армијата на Република Северна Македонија и ние, незините припадници, заедно со сите граѓани на Републиката, со причина го чествуваме одбележувањето на овој настан и како наша историска победа во која генерации наши припадници без малку 30 години неуморно го даваа својот влог преку својата професионалност и пожртвуваност во извршување на дадените задачи. Патот не беше лесен и краток. Да се потсетиме на поважните моменти кои визијата ја претворија во остварена цел. Патот го отпочнавме во далечната 1993 година со одлуката на Собранието за стапување во Северноатлантската договорна организација, односно НАТО. Во април 1997 година го отпочнавме ПАР процесот, додека статусот кандидат за членство во НАТО го добивме во 1999 година на самитот на НАТО во Вашингтон. Во август 2002 година, за прв пат со двајца мировници во мисијата ИСАФ во Афганистан, го отпочнавме учеството во мисии предводени од НАТО. Конечно, на самитот во Брисел во јули 2018 година, официјално ни беше упатена покана за започнување на пристапните преговори за членство во НАТО. Неколку дена по поканата, на 57-та седница на Собранието на Република Северна Македонија, беше донесена декларација за поддршка на пристапниот процес за членство во НАТО. Протоколот за пристапување во НАТО беше подпишан на 6 февруари 2019 година, а по само една недела, односно на 13 и 14 февруари 2019 година, Министерката за одбрана на Република Северна Македонија, Радмила Шекеринска, беше првиот министер за одбрана кој учествуваше на состанокот на Северноатлантскиот совет. Процесот на ратификација на пристапниот протокол во парламентите на сите 29 сојузници беше реализиран со навистина забрзан начин, пошто во февруари председателот и врховниот командант на армијата, неговата ексцеленција господин Стево Пендаровски, го подпише укасот за прогласување на законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, а на 20 март 2020 година го подпише инструментот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. 27 март 2020 година Република Северна Македонија заедно со најмоќните официјално станавме полноправна членка на најголемата воено-политичка алијанса во светот, НАТО. Денес знамето на Републиката Северна Македонија гордо се вее пред седиштето на НАТО во Брисел, во командата на сојузничките сили за операции во Шейп Монс, командата на сојузничките сили за трансформации во Норфолк, Вирџинија, а ние како полноправни членки учествуваме во сите процеси и активности на најмоќниот воено-политички сојуз на денешнината. Почитувани, следува чинот на доделување на признанија за досегашната соработка на странски воени аташеи во земјата од страна на Министерката за одбрана. Ги поканувам воен аташе на Хрватска, полковник Маријана Плеша Чадонич. Воен аташе на Франција, полковник Фабрис Дида. И воен аташе на Романија, морнарички капетан Валентин Стрмбески. Да пристапат за прием на признание за досегашната соработка од Министерката за одбрана. Ја поканува Министерката за одбрана да им честита и да ги врачи признанијата.
Поведете на своите места. Им честитаме. Ја поканувам министерката за одбрана, госпоѓа Радмила Шекеринска-Јанковска, да земе збор. Почитувани војници и старешини, почитуван председателе на Република Северна Македонија, почитуван премиер, почитувани колеги министри, почитуван началник, почитуван адмирал Брк, почитувани гости, почитувани граѓани и припадници на медиумите. Во годината во која одбележуваме 30 години независност, ја славиме и првата годишнина од нашето членство во НАТО. Тоа не е случајно. Оваа генерација македонски граѓани знаеше дека единствениот вистински начин да се оддолжиш на своите предци за нивните историски и исправни одлуки е да ја покажеш истата храброст и мудрост тогаш кога ќе ги биеш новите битки. Членството во НАТО беше наша битка и ние оваа битка ја добивме. Со жртви, со ризици и со многу работа. Но ја добивме. Членството на Република Северна Македонија во најмоćниот воено-политички сојуз е најголемото достигнување во нашата историја како независна држава. Достигнување кое значи препознатливост во светот, стабилност и безбедност. Безбедност која нуди шанса за просперитет, која значи посакуваност на инвестицијската маса, авторитет и меѓународен углед. Бевме сами, а сега сме дел од 1 милијарда луѓе под колективниот безбедносен чадор на Алијансата. И тоа навистина е голем успех. Членството во НАТО беше наша битка и ја добивме. Но некои понесоа поголем товар од останатите. И затоа сме токму тука, во касарната Илинден, да ја обележиме првата годишнина од нашето НАТО членство. Најкорисниот совет кој го добив многу години одамна беше дека она што луѓето го говорат за себе не е важно. Не се брои, бидејќи можат многу да зборуваат и многу да кажуваат. Гледај само она што го направиле. Резултатите не лажат. Кога ве гледам сите вас, кога ве гледаме сите вас, знаеме што сте направиле и знаеме дека тие ваши резултати не лажат. Денес сме тука да си ја честитаме првата година од нашето НАТО членство, но и да изразиме почит кон сите вас, кон сите ваши предходници, кои низ бројните тренинзи, вежби и обуки во странство, учество во меѓународни мисии во Авганистан и Косово му покажаа на светот и на НАТО кои сме, какви сме и колку сме сериозни во нашата намера да успееме. Почитувани старешини и војници, сегашни и поранешни, ви благодариме што го носевте бајракот на нашите заложби да бидеме безбедна земја, дел од колективната одбрана на НАТО. Почитувани гости, почитувани присутни, почитувани припадници на армијата. Што сега кога големата цел е исполнета? Некој многу помудар од мене некогаш кажал дека животот е дефиниран само со движење и со промени. Тоа што не се движи е мртво. Тоа што има брзина и мобилност, како во воените доктрини, има повеќе можности и повеќе живот. НАТО, дури и пред да станеме членка, повторно не стави во движење.
Почнавме трансформација и реформи. Го подигнавме темпото. Носевме одлуки, пресекувавме. Затоа, денеска сме подобри. Затоа и ќе продолжиме. Ќе продолжиме да ја градиме армијата како гордост на секој наш граѓанин. Македонец, албанец, турчин, ром, србин, влав или бошњак. Ќе продолжиме да ја обезбедуваме секоја година повисок буџет, за да секој момент имаме армија на која што можеме да се подпреме. И во војна, и во мир. Во добро и во лошо. При криза, епидемија, пожари или поплави. Ќе продолжиме да градиме интегритет и транспарентност по кој станавме препознатливи. Нашата целосна воена интеграција во НАТО, која ќе се случи оваа година, значи дека ќе бидеме подобри, и тоа не само за НАТО, туку пред се за нас. Кога вложуваме во вас, во вашите примања, во вашите услови за работа, во шансите за работа, но и за пензионирање, вложуваме во нашиот мирен сон. Кога инвестираме во сајбер безбедност, инвестираме во безбедност за домашната инфраструктура и сигурност на нашите системи за снабдување. Кога ги ремонтираме нашите хеликоптери, имаме дополнителен државен ресурс. Кога обезбедуваме оклопни возила и друга воена опрема, тоа го правиме за да дадеме сила и сигурност на македонската одбрана. Владата ќе продолжи да инвестира и да ја модернизира армијата. Не само за НАТО, туку за нас, за нашата безбедност, за овие момци и девојки, за овие офицери и подофицери, за нивното знаење, но и за срцето со кое што влегуваат во секоја битка и во секој предизвик. Токму во тој дух ги развиваме сите наши нови цели на способности. Го развиваме нашиот нов лесен пешадиски батальон, кој веќе следната година треба да биде подготвен за распоредување, кој во 2027 година ќе прерасне во лесна пешадиска батальонска група. Развиваме и 2 тима за специјални операции, еден хируршки тим, како и тим на специјалисти за стабилизација и реконструкција. Нашата армија, како што денеска можевте и можете да се уверите, има што да им понуди на сојузниците. Денеска го видовте нашиот сојуз. Сојуз на небо и на земја. Сојуз на нации со исти вредности и иста цел – безбедност и мир во свет кој стана уште понепредвидлив. Од пандемија, тероризам, засилена геополитичка конфронтација, сајбер напади, па се до лажни вести, климатски промени и елементарни непогоди. Сојуз во кој имаме што да понудиме. Честитки до сите граѓани на Република Северна Македонија, честитки до сите оние кои работеа сонот да стане реалност. Ви благодарам на сета ваша енергија, жртва, макотрпна работа и огромен оптимизам со кој успеавме да стигнеме до целта. Честитки! Го поканувам командантот на командата на Сдружените сили на НАТО во Неапол, адмирал Роберт Бург, да земе збор. Good morning. Добро утро, председател Пендаровски, премиер Заев, министерка за одбрана Шекеринска, генерал подполковник Ѓурчиновски, амбасадори, ценети гости и пред се припадници на вооружените сили на Република Северна Македонија. Ми представува привилегија да бидам тука во Скопје на овој специјален ден. Овде сум да ви одадам почит и да ви се придружам во прославата и не сум само јас. Пред малку видовме исклучителен приказ на поддршка од грчките воздухопловни сили. На нив им се придружи
целото НАТО за да ја одадат целосна почест на Република Северна Македонија на незината прва годишнина од вашиот прием во НАТО како наш 30-ти сојузник. Минатата година, на денешен ден, генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави: Северна Македонија сега е дел од семејството на НАТО, семејство од 30 земји и речиси 1 милиарда луѓе, семејство заснувано на сигурноста, дека без оглед на предизвиците со кои се соочуваме, сите сме посилни и сите сме побезбедни заедно. Целосно се согласувам со тоа. Во 8-та деценија на НАТО, како најдолготрајна алијанса во светот, се соочуваме со времење на предизвик и со комплексно стратешко обкружување. Надворешните чинители, наметливи соседи остануваат активни со директни импликации врз регионалната безбедност. Сепак останува нашата непоколеблива заложба дека секоја земја мора да биде слободна да ги избере своите безбедносни аранжмани, вклучително и дали да се приклучи или не на кој било договор или сојуз како што е и НАТО. Ние исто така мора повеќе да се потрудиме да ги разбереме импликациите од земји како Кина по нашата безбедност. Покрај тоа и понатаму ја гледаме постојаната закана од тероризмот. И сите бевме сведоци на нови предизвици по нашата безбедност во форма, например, на пандемијата COVID-19. Кога се соочуваме со тешки моменти, смирува фактот што имаме поддршката од нашите пријатели и сојузници. Гледајќи наназад кога беше потпишан Северноатлантскиот договор во 1949 година, тоа беше основната цел. Како што истакнато во договорот, сојузниците на НАТО се цврсти во нивните напори за колективна одбрана и зачувување на мирот и безбедноста. Дури и пред да стане сојузник, Северна Македонија долго време беше партнер и придонесувач за НАТО и за нашата евроатлантска безбедност. Вашата земја се приклучи на програмата Партнерство за мир на НАТО во 1995 година и започна акцијски план за членство во 1999 година на самитот во Вашингтон. Од тогаш, вашата посветеност кон алијансата се докажува одново и одново. Северна Македонија агресивно бара начини да придонесе кон стабилноста во регионот и пошироко, на многобројни начини, како што е распоредувањето на ваши трупи во КФОР на Косово и мисијата на НАТО, одлучна поддршка во Авганистан и во Ирак. Алијансата е посилна поради вашите заеднички принципи и вредности, вашата посветеност кон идеалите за слобода и демократија и вашата цврста решеност да обезбедите мир и стабилност. Прославувајќи го ова важно постигнување, како што рече Министерката за одбрана, ние гледаме и кон иднината. И тоа е светла иднина, бидејќи секој сојузник на НАТО носи важни придонеси. Јас знам дека вие се надградувате на овие импресивни способности кои веќе ги имате и вашата уникатна експертиза, стручност ќе биде одличен придонес за алијансата. Знам дека ќе служите како сјаен пример на другите земји кои го следат вашиот пат. Например, за тоа како изгледа она што е вистинско и право. Не можам да завршам без јавно да ја пофалам нашата канцеларија за врски на НАТО овде во Скопје, кои се тука речиси 20 години. Нивниот придонес кон успехот што го славиме денес. Скоро 2 децени нашиот НАТО тим и меѓународниот персонал и локално вработениот персонал работеа неуморно со вас.
Канцеларијата ќе затвори тука и тоа е сладко-горчлив момент. Ќе ни недостасува соработката со нашите врвни колеги овде. Но истовремено го славиме успешното завршување на мандатот на канцеларијата. Така да до тимот на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје одлично сработено. Денес е посебен ден за Република Северна Македонија и за сите сојузници на НАТО, бидејќи одбележуваме вашата прва годишнина. Покажавте храброст, покажавте одлучност и покажавте упорност. Горд сум што сум во истиот тим со сите вас. И целата алијанса е посилна со вашето членство. Ние сме сите посилни заедно. Ви благодарам. Поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, да земе збор. Почитувани граѓани, почитуван председателе Стево Пендаровски, почитувана министерке за одбрана, почитуван адмирале Бург, почитуван началник на генерал-штабот, почитувана армијо, почитувани медиуми, драги гости. Денеска одбележуваме ден што ќе го паметат сите идни генерации и што е длабоко врежан во современата историја на Северна Македонија. 27 март, денот кога станавме полноправна членка на најмокниот сојуз во светот НАТО. Ден од кој започна да се вее македонското знаме пред седиштето во НАТО во Брисел, како знаме на 30-та членка на Алијансата, знаме на сојузник еднаков со останатите. Тоа е денот на остварување на сонот на нашите предци револуционери. Тоа е сонот кој стана реалност да бидеме рамо до рамо со најголемите од светот. Пред една година остваривме една од најважните стратешки цели за државата, зацртана во темелите на нашата независност и усвоена со едногласна одлука на Собранието уште во 1993 година. Денес членството во НАТО е израз на нашата надпартиска, широка, мнозинска, национална, мултиетничка и државничка одлука за тоа дека патот напред е патот на демократијата, сигурноста и безбедноста. Или, ако со еден збор треба да го опишам денешниот настан со кој го славиме членството на Северна Македонија во НАТО, тогаш тој збор е успеавме. Успеавме затоа што членството во НАТО е најголемиот придонес за нашата безбедност и стабилност. Тоа е најсилната гаранција за заштита на територијалниот интегритет и на суверенитетот на Република Северна Македонија. Седиме на маса заедно со најголемите и најразвиените земји во светот. Ние сме еднаков дел од ова големо семејство на развиени демократии. Заедно со нив го даваме нашиот придонес кон светскиот мир и безбедност. Активно учествуваме во мисиите на НАТО, од кои дел се насочени кон зачувување на мирот и стабилност, а дел кон развојот на локалните капацитети и институции за одржување на мир, безбедност и стабилен демократски развој. Од минатата година учествуваме во мисијата КФОР на Косово, а од оваа година ќе го зголемиме нашето учество. Од примарна важност за нас е нашето соседство да е мирно и стабилно. Северна Македонија е составен дел на најуспешната воено-политичка алијанса во историјата на човековата цивилизација. Воено супериорна, политички силна и релевантна и економски доминантна организација, која обединува безмалку 1 милиарда луѓе и повеќе од 50% од светскиот бруто домашен продукт.
НАТО е организација која е изградена на заеднички демократски вредности. Демократски вредности кои ги споделуваме со нашите сојузници и членството во НАТО ни помага тие вредности да ги чуваме, развиваме и да ги промовираме и дома. Членството во НАТО е дополнителен мотив за заекнување на социјалната кохезија во Северна Македонија и служи за заекнување на отпорност на нашата демократија. НАТО е нашата здружена светска сила во чие рамки се справуваме со опасниот глобален непријател, односно со дезинформациите и манипулациите. Почитувани, кога е безбедноста и сигурноста во прашање, не сме повеќе тема на дневен ред. Сега и ние учествуваме во креирањето на дневниот ред. Дискутираме за сите прашања и заедно ги носиме одлуките со другите сојузници во НАТО. Тоа е огромна придобивка од нашиот успех со членството во НАТО. И тој успех е најјасно изразен во фактот што како членка на Алијансата, Северна Македонија денес, заедно со сите други сојузници, учествува во стратешкото исцртување на визијата за НАТО во наредните 10 години. Учествуваме во процесот НАТО 2030, во кој сите 30 сојузници заедно се согласија како приоритет да го одржат континуитетот, најсилен воен сојуз во светот. За ова прашање имаме и силен политички консензус кој произлегува токму од вториот приоритет на визијата за НАТО 2030, дека посилно од нашите разлики како држава е она што не обединува и што е наша основна мисија. Да се заштитуваме и браниме едни со други и да ги одбраниме нашите вредности што не поврзуваат: демократијата, индивидуалните слободи и владење на правото. Гласот на Алијансата е помоќен кога сме обединети и околу третиот приоритет на НАТО 2030. А тоа е превземање на посуштествен глобален пристап кога се во прашање предизвиците со глобалните влијанија како што се тероризмот, сајбер заканите и нападите со дезинформациите. Солидарноста на сојузништвото ја видовме сите членки во услови на глобална пандемија, кога си помагавме едни на други со основни средства за заштита за да се преброди првиот бран на кризата. Голем број наши сојузници ни помогнаа со донации во медицинска и заштитна опрема, како и во препарати за дезинфекција и други материјали. НАТО донираше 60 механички респиратори за полесно справување со последиците од пандемијата и еден куп остаток на здравствена заштитна опрема. Нашите капацитети и ресурси се посилни благодарение на солидарната подршка од сојузниците, што е директен придонес од нашето членство во НАТО. И во тој контекст сакам уште еднаш да се заблагодарам на армијата, што низ цела оваа година неуморно го помага здравствениот систем. Армискиот придонес ни значи на сите. Спасувате животи. Почитувани, од пред една година партнерите станаа сојузници кои рамо до рамо заеднички ја градат иднината, го чуваат мирот и ги негуваат демократските вредности. Нашата проатлантска ориентација има длабоки корени. Членството во НАТО за нас не беше само политички престиж, туку пред се и признание за демократските вредности, поддржани од граѓаните на нашата земја. Со членството во НАТО надминуваме поделби, политички и меѓуетнички, и се издигаме посилни и пообединети, благодарение на желбата за подобро заедничко утре и амбицијата тоа да го реализираме. Во тој дух, овој свечен ден повикува да продолжиме и понатаму кон остварување и на нашата втора стратешка цел – членство во Европската Унија. Денес, кога славиме една година од членството во НАТО, како 30-та членка, и кога ова 2021 година одбележуваме 30 години независна држава,
Со гордост можеме да констатираме дека сонот на многу генерации е исполнет. Тоа е јасна порака за помладата генерација да сонува и храбро да се бори за своите соништи. Да живее НАТО, да живее Северна Македонија. Благодарам. Го поканувам председателот на Република Северна Македонија, неговата екселенција господин Стево Пендаровски, да земе збор. Почитувани припадници на армијата, почитуван председател на владата, почитувана министерка за одбрана, почитуван командант на Сдружените сили на НАТО во Неапол, почитувани присутни. Пред точно една година станавме полноправна членка на Северноатлантската алијанса. Патот до членството беше долг и тежок. Чекавме 20 години, најмногу од сите кандидати во историјата на организацијата. Но и покрај сите одлагања не се откажавме, затоа што тоа беше и останува наша клучна стратешка цел од независноста до денес. Со тоа ги заокруживме заложбите на повеќе парламентарни состави и влади и ја материализиравме поддршката која во континуитет ни ја даваше огромното мнозинство македонски граѓани. И пред членството ние ги споделувавме вредностите и принципите на Сојузот. Спроведувавме реформи во одбраната, се проверувавме на заедничките воени вежби, учествувавме во ризични мировни мисии и на тој начин активно придонесувавме за нашата и за заедничката безбедност. При тоа бевме свесни за една вистина. Членството во НАТО не е гаранција дека веќе нема да се соочуваме со предизвици, бидејќи тие се неминовни за секоја држава во светот. Меѓутоа, членството е гаранција дека кога ќе се соочуваме, нема да бидеме сами и дека нашата подготвеност за отпор и за одбрана ќе биде мултиплицирана. Нашата прва година од членство токму тоа го потврди. Пандемијата која што започна како здравствена криза, брзо прерасна во економска, социјална и еколошка криза. Ние и светот претрпевме непроценливи човечки и огромни материјални штети. Се уште е многу рано да се согледаат сите долгорочни последици од оваа несреќа. Но едно е очигледно. Целиот свет живее во епоха на исклучителна непредвидливост. Се менува не само бројот и интензитетот, туку и карактерот на безбедносните ризици и хибридни закани, кои се прекомплексни за менаџирање и за најмоќните држави. И токму тука се предностите од членството во НАТО. Имено многу од проблемите со кои како држава се соочувавме пред пандемијата и пред членството не исчезнаа, но станаа полесни за носење. Денес над нас, како символ на нашата поврзаност, прелетуваат воени авиони на НАТО, кои се дел од воздушното патролирање и заштита на нашето небо, кој е дел од заедничката евроатлантска територија, предмет на колективна заштита. Веќе една година учествуваме во сите работни комитети и тела и носиме заедно стратешки одлуки. Како рамноправна членка имаме целосен пристап кон најрелевантните информации со кои располага Алијансата. Тој механизам за размена на информации ни помага да ја превенираме опасноста и подобро информирани да креираме политики и да носиме одлуки за виталните безбедносни и надворешно политички прашања. Во исто време, дел сме од координативните механизми на НАТО за справување и со хибридните закани и кампањите за дезинформирање на јавноста. Во однос на пандемијата, НАТО беше и се уште е
ангажиран здравствената криза да не премине во безбедносна. Преку солидарните механизми на НАТО, уште на самиот почеток, добивме неопходна медицинска опрема и материјали, но и споделено знаење и искуства. Ценети присутни, во овој период на глобална неизвестност и геополитички тензии, НАТО е важен стабилизирачки фактор за Северна Македонија. Но оваа поддршка и солидарност е двострана. На наша територија, во услови на прогласена кризна и воена состојба, ја ангажиравме армијата како поддршка на Министерствата за здравство и за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа. Продолжуваме соучество во мировните мисии. Во моментов, припадници на армијата се дел од мисијата решителна поддршка во Авганистан. Во ноември 2020-та, за прв пат станавме дел од мисијата КВОР на Косово, со што почнавме да придонесуваме директно и за стабилноста на регионот. Со цел да ја засилиме отпорноста на државата кон новите и старите закани, продолжуваме да вложуваме во модернизација и развој на армијата. Во тој дел, меѓу претседателот и владата постои консензус за прецизна временска рамка, кога треба да ја постигнеме целта за издвојување на 2% од БНП за одбраната и ние имаме намера да го испочитуваме дадениот збор. Но во исто време, за да бидеме подготвени за пост-ковид светот, еднакво важно е да ги негуваме темелните вредности на Западната алијанса – слободата, демократијата и владењето на правото како основни предуслови за економски и социјален развој. Почитувани присутни, иако оваа годишнина ја одбележуваме во воредни услови, со колективни штети и многу лични трагедии, не смееме да го изгубиме од предвид вистинското значење на овој ден. Нашата прва година од членство беше истовремено и една од најтешките години во поновата светска историја. Но на предизвиците сега не им гледаме во очи сами. Со нас се 29 држави, 29 демократии, 29 моќни армии, 29 наши пријатели и во добри и во лоши времења. Драги пријатели, посакувам идните годишнини и јубилеи од македонското членство во НАТО да ги прославуваме во помирен и побезбеден амбиент. Ви благодарам. Следува дефиле на подешалони со знамињата на единиците носители на мировните операции ИСАФ, Слобода за Ирак, Одлучна поддршка и КВОР, пропратено од екзерцир на баталјонот за почести.
Почитувани гости, да го проследиме дефилето. Ве молам да станете. Ставенски подешалони за дефиле. Напред! Република Северна Македонија и армијата на Република Северна Македонија, почнувајќи од август 2002 година, во континуитет активен придонесувач во напорите на меѓународната заедница за заштита на светскиот мир и безбедност. Изминатата година нашата земја активно учествуваше и учествува со своји капацитети во мисии и операции предводени од НАТО, Обединетите нации и Европската унија, и тоа во ИСАФ, Слобода за Ирак, одлучна подршка КФОР, УНИФИЛ и АЛТЕА. Во август 2002 година започна учеството во мировната мисија ИСАФ во Афганистан, со упатување на 2 штабни офицери во рамките на турскиот контингент и перманентно плански се зголемуваше. Во рамките на мисијата учествувавме со повеќе од 2700 лица, меѓу кои штабни офицери и подофицери, ментори, пешадиски единици и медицински персонал. Во рамките на билатералната соработка во 2010 година во мисијата ИСАФ учествувавме со заеднички тимови со САД, со персонал од специјалните единици на армијата на Република Северна Македонија и воената полиција. Мисијата ИСАФ заврши во 2014 година. Во јуни 2003 година, по донесената одлука од Собранието, упатен е вод за специјална намена во мисијата Слобода за Ирак, кој ги извршуваше задачите во составот на 4-та пешадиска дивизија на мултинационалните сили за Ирак. Во 2008 година, нашето учество беше зголемено со уште еден вод. Од јуни 2003 година до декември 2008 година, вкупно се извршени 11 ротации. Вкупната бројка на лица кои учествувале во оваа мисија е 490. За време на мисијата Слобода за Ирак, армијата даде свој конкретен придонес во возможување на изградба на цврсти, кредибилни демократски институции и високо обучени безбедносни сили во Ирак. Мировната мисија предводена од НАТО, одлучна подршка, која наследи мисијата ИСАФ, започна на 1.1.2015 година. И во неја учествуваме од првиот ден. Во 2018 година го зголемивме учеството со персонал во мисијата одлучна подршка за 20%. Во моментов 21 припадник на армијата на Република Северна Македонија се дел од мисијата. Придонесот во операцијата е со штабен персонал, единица за обезбедување и ментори во соработка со силите на САД и Република Турција. А од овој месец отпочна со работа и медицинскиот хируршки тим во составот на норвешкиот контингент. На 1.11.2020 година 44 припадници на армијата на Република Северна Македонија беа за прв пат упатени да учествуваат во мисијата КФОР. Ова е прва мисија во која учествуваме како полноправна членка на НАТО. Поддршката на мисијата на НАТО на Косово КФОР започна во 1999 година, кога Република Северна Македонија логистички ја поддржа мисијата КФОР на Косово преку Национален координативен центар за поддршка на земјата домаќин. Со учеството и придонесот што Република Северна Македонија го дава во градењето на севкупниот глобален мир, гради собствен меѓународен углед како сериозен и исполнителен партнер во меѓународната заедница и извозник на безбедност. Мир, но, парадно, слободно. Во продолжение, ве покануваме да го проследите приказот на способности на единиците на армијата. Ево, почитувани, со ова заврши првиот дел од свеченоста, обележувањето на една година членство на Македонија во Северноатлантската алијанса. Пред малку со дефиле на подешалоните со знамје на единиците носители на мировните операции ИСАФ, одлучна подршка, Слобода за Ирак и КФОР, пропратено од екзирци на единицата за почести, се финализираше овој дел каде што своје обраќање има претседателот и врховен командант на оружените сили Пендаровски, премиерот Заев, министерката за одбрана Шекеринска Јанковска, како и командантот на командата на Сдружените сили
во Неапол на НАТО адмирал Бург. Во продолжение ќе може да проследите неколку показни вежби на припадниците на нашата армија, пред се она што тие го имаат низ овие години стекнато како искуство, но и секако како врвни професионалци. Ќе бидат прикажани способностите на припадниците на единицата за боречките вештини, потоа ќе биде приказ на способности на декларираните единици за учество во мировни мисии, поточно реакција на контакт, како и приказ на способностите за изведување специјални операции со поддршка од воздушен транспорт, односно справување со заложничка криза. Она што додека припадниците на армијата го изведуваат и се подготват да го изведат она што е планирано за денеска, само во неколку зборови она што беше истакнато во обраќањето на представниците на македонскиот државен врв, но и од високиот представник на НАТО. Лани на 27 март со депонирањето на инструментот за пристапување во Стеј департментот во Вашингтон беше направен и последниот формален чекор за полноправното членство на Македонија во Северноатлантската алијанса. Една година македонското знаме се вее на јарболот пред седиштето на НАТО во Брисел и пред две други команди заедно со останатите 29. По 3 децении независност потврдена е безбедноста, но и нашата иднина. Патот не беше нималку лесен. На 12 јули 2018 на самитот на НАТО во Брисел Македонија доби покана да стане 30-та членка на алијансата. Членството во НАТО беше наша битка и ние ја добивме, порача министерката за одбрана Шекеринска Јанковска. Истакна дека НАТО и пред да стане ние да станеме членка не стави во движење. Оваа цел, членството во НАТО, беше вградена во темелите на нашата државност и визија на нашите предци. Дел сме од еднаквото семејство на светски демократи, рече премиерот Заев во обраќањето. Потенцира дека повеќе не сме тема на дневен ред во однос на случувањата кога највисоките тела на Северноатлантската алијанса расправаат за ситуацијата во регионов, но и во светот. Туку сме дел од единственото семејство за креирање на заедничката стратегија на НАТО во наредниот период. Членството во НАТО не е гаранција дека нема да се соочуваме со предизвици, истакна шефот на државата и врховен командант на оружените сили Стево Пендаровски, но тоа е гаранција дека нема да бидеме сами. Светот да живее, како што рече Пендаровски, во непредвидлива епоха. Во оваа година кога честуваме период на наше полноправно членство, исправени сме, како и ние, но и целиот свет, со предизвикот пандемијата со COVID-19. Пендаровски потенцира дека заедно со владата имаат целосен консензус за исполнување на она што е дадено како ветување, но секако и обврска со членството во НАТО, а тоа е 2% издвојување 2% од бруто домашниот производ за одбраната до 2024 година. Шефот на државата категоричен, ние тоа сме го ветиле и тоа ќе го исполниме. Секако потенцирано и дека Македонија веќе повеќе од 10 години е дел од мировните мисии под покровителство на НАТО, Обединетите нации и Европската унија, а од минатата година, конкретно минатата година, и како дел од мисијата на КФОР на Косово, како членка на Северноатлантската алијанса. Инаку да потенцирам дека додека нашите припадници се подготуваат и извршуваат вежбовните активности, она што е значено да се потенцира
или она што во наредниот период следува, тоа е дека заедно припадници на 15-тиот инженериски батальон на американските сили во Европа, заедно со инженерците на македонската армија, работат на подобрување на инфраструктурата на Криволак како подготовка за меѓународната вежба Одлучен удар 21, што е дел од серијата вежби Бранител Европа 21, на која ќе учествуваат над 2000 војници од армиите на Македонија, САД, Бугарија и Грција. Вежбата според планираното ќе се одржи од 5 до 9 јули, како што реков, на војниот полигон Криволак. Организирана и предводена е од тим за планирање од нашата армија, поддржан со планери од оружените сили на Соединетите Американски држави и 4 НАТО држави од Европа: Бугарија, Црна Гора, Албанија и Литванија. Секако, изминативе години како потврда на договорот за стратегиското партнерство со САД, но и како земја членка на НАТО, македонските војници беа учесници на неколку воени вежби. Во оваа прилика издвојуваме само неколку од нив. Драгон Гардијан 17, во која учествува заедно со припадниците на вториот американски коњички полк. На Cyber Guardian, пак која се одржува секоја година, учествува над 25.000 војници од 30 партнерски нации, вклучувајќи 70 представници на нашата армија. Анаконда 16, што се одржа во Полска, нашата армија учествуваше со 157 војници од првата механизирана пешадичка бригада, од баталјонот на војната полиција и од полкот на специјалните операции. Еве да проследиме дел од вежбовните активности на армијата. Изврши симултан напад на зградата од 3 точки. Сакам да ви го насочам вашето внимание на врвот на зградата на таму, каде што единицата се спрема, односно еден тип се спрема да се спусти и да изврши упад на зградата од главниот влез, а еден тип ќе изврши упад на зградата на последниот влез. На крајниот влез горе се додека едниот тим ќе изврши упад на зградата од главниот влез, користејќи сачмарска пушка и јарец за разбивање на вратот. Би сакал сега да ви го насочам вниманието горе на последниот спрат, каде што ќе може да видите поставување на експлозивно помње, кој што ќе биде симулирано во случајна вежба, кој што со исто така дел од процедурите кои што ренџерскиот батальон ги извршува во секојдневниот процес на обука. Додека трае поставувањето, останатиот дел од тимот веќе влегува во објектот, а едниот тим врши упад во главниот влез. Со користење на сачмарска пушка се врши разбивање на шапка на вратите, за да се влезе надре во објект. Симултанен напад со цел да се врши фиксирање на путовникот за избегнување. Еден тим да се врши симултан влез вториот спрат, користејќи скала, а исто така во вежбата, односно во акцијата користиме служба кое што е дресирано за претрес и научење на експлозивни материи. А исто така имаме обучен персонал кој што е способен за водење на службени курсови. Моментално се врши на зграда од секој спрат, горе со материи и од доле до горе, за цел да се врши заробување на путовници. Како што може да слушате, натре во тимот се користат SOP процедури при чистење на просториве. Во случајот е заробен путовникот титан и истиот ќе биде ексфилтриран од местото со користење на моторни возила, заедно со останатите дел од тимот. Господин председател, почитувани гости, со ова работна точка завршува. Благодарам. Добро, почитувани, еве додека течат активностите на припадниците на македонската армија и додека од една точка на друга се
префрли действието во однос на она што како активност се извршува. Би сакал само да потенцирам уште еднаш она што е исто така придобивка од нашето членство во Северноатлантската алијанса. Воздушниот простор на Македонија е под закрила на НАТО. Тоа е стратегија и позиција на Северноатлантската алијанса за сите земји членки. Овој пат на оваа свеченост од една година од членството на Македонија во НАТО, покрај прелетите на воздухопловите на македонската армија, нашето небо го прелета и 3 воени грчки авиони, кои фактички заедно со останатите земји членки исто така се грижат за безбедноста на нашето небо. Инаку тоа е податок што меѓу другото и беше потенциран на оваа свеченост, дека пред една година со заеднички подпишан договор меѓу Македонија и Грција, тоа се официализираше и во неколку наврати досега беше презентирано, еве денеска и еден таков видовме она што случува. Секако, ако во продолжение се навратиме како течеше всушност процесот на пристапување во најголемиот воено-политички сојуз во неколку сегменти, може да се извлече заклучок дека фактички ние денеска со одбележувањето на годишнината од НАТО, всушност и година кога одбележуваме 30 години од нашата независност. Во февруари 2019 година партнерите на НАТО го подпишаа протоколот за членство на Македонија и се потврди дека парламентите на сите земји членки го ратификувале протоколот. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг оцени дека Македонија долго време дава важен придонес во евроатлантската безбедност и дека наши војници учествуваат во мисиите на алијансата во Авганистан, но како и што и реков од минатата година и во Косово. Инаку, протоколот за пристапување меѓу НАТО и Македонија беше подпишан на 6 февруари 2019 година. Во собранието пак лани, во Македонското собрание, на 11 февруари на свечена седница народните избраници го донесоа законот за ратификација на Североатлантскиот договор. Како што претходно потенцирав, Македонија на 12 јули 2018 на самитот на НАТО во Брисел доби и официјална покана да стане 30-та членка на алијансата. Секако, по подпишувањето на протоколот за приступување во Брисел, лани февруари, почна процесот на ратификација на документот во парламентите на земјите членки на алијансата, процедура која што се практикува при членството на секоја земја кандидат, која, како што е познато, беше финализиран на 17 март во време на пандемија со ратификација на документот во шпанскиот парламент. Поточно Шпанија беше последната земја која го ратификуваше овој документ. Секако, покрај она што значи привилегии, членството во НАТО значи и обврска, секако, меѓу другото, тоа е најголем дел во однос на планирањето на буџетските средства во одбраната, пред се модернизацијата и опремувањето на армијата. Реков, обврска е до 2024 година Македонија да издвојува 2% од бруто домашниот производ за одбраната, и тоа како што многу пати потенцираат од Министерството за одбрана, но и од владата, веќе изминативе 2 години во континуитет се случува и секоја година буџетот за одбраната се зголемува и расте. Се разбира, се уште има потреба од доопремување и модернизација на армијата, така да во континуитет тоа продолжува и во наредниот период. И втората работна точка, тоа е заробување и фаќање на непријателскиот лидер Титан.
Моментално ја гледаме првата работна точка, обезбедување на висок воен раководител во услови на борба во урбана средина. Сега завршуваме првата работна точка, одиме на втората поточка. Извежбување за заробување и фаќање на непријателскиот лидер Тито. Борешките вештини во баталјонот за специјални сили се практикуваат од самото негово формирање во 1994 година. Инструкторите во баталјонот се искусни борци и своите знаења ги има стекнато во земјата и во странство. Оригинално во баталјонот е направен сплет на вежби и активности кои изворно потекнуваат од борешките вештини кикбокс, бокс, жудо, карате, војната санда и останати вештини. Инструкторите во баталјонот се докажани борачи на државните првенства на кои ще имаат освоено високи резултати.
Со ова завршуваме работна точка 2 и благодариме на вниманието. Го најавувам полковникот Стојанче Костов, командантот на 2-ти пешајски батальон. Почитуван председател и командант на въоръжените сили на Република Северна Македония господин Стево Пендаровски, почитувани присутни. Ми представува особена чест и задоволство денес от ова место да отбележуваме годишница от ликувањето во НАТО да им презентираме делото за носите на лесен пешајски батальон. Јас сум полковник Стојанче Костов, командант на 2-тиот пешајски батальон, базиран на Воштип, единица декларирана како лесен пешајски батальон и представува јадро за формирање на лесната пешајска батальонска група. На почетокот и излагањето и сакам да ви го насочам вашето внимание право испред вас. За време на оваа показна вежба, патролирање, реакција на контакт и извлекување на контакт, ќе прикажеме дел од способностите на единицата, кои што во изминатиот период, заедно со припадниците на Обединетото кралство и армијата на САД, реализиравме заедничка обука и курсиви. Единицата се наоѓа согласно сценариото распоредена во Црвена земја, извршува задачи од операцијата Феникс и моментално изведува операции во зоната на одговорност за стабилизација и зачувување на редот и безбедноста во зоната на операција. Одделението настапува во формација колона, при тоа запазувајќи ја структурата, спогодство теренот и можниот контакт со непријателот. Одделението за цело време на движење овозможува длабока растреситост и обезбедување за 360 степени додека настапува. Се состои од два тима. Првиот борбен тим е основен борбен тим, кој ќе го прифаќа контакт со непријателот. Вториот борбен тим е тим за обезбедување. Ситуацијата на теренот. Во моментот се случува контакт со непријателот. Првиот борбен тим, кој што воено и основен борбен тим, го прифаќа контактот со непријателот. Додека командирот на првиот борбен тим известува согласно стандардните оперативни процедури за правецот на дејство на непријателот, далечината од која што се дејствува, неговата силина и го известува командирот на одделението. Првиот борбен тим врши силен потискувачки оган со цел потискувачување на вториот борбен тим изврши маневар и да запоседне борбените површки. Командирот на одделение, согледувајќи на ситуацијата на терен, имајќи во предвид дека непријателот е посилен од патролата, повлекување на одделението, при тоа користејќи природни патишта. Извлекувањето на одделението, односно на тимовите, се врши симултанно, а изменично со меѓусебно обезбедување. Првиот борбен тим врши задržување на теренот со цел да изврши извлекување на позиции кои што претходно се одреди. Додека вториот борбен тим врши потискувачки оган, односно врши подршка на првиот борбен тим. Првиот борбен тим ќе биде на безбедно стојание од момент на непријателот, зазе на позиции, врши потискувачки оган, додека вториот борбен тим започнува со повлекување.
За цело време најизменично двата тима се обезбедуваат меѓусебно. Додека трае повлекувањето, би истакнал дека обувката која што сега моментално ја гледате, ја реализиравме заедно со нашите партнери НАТО од армијата на Обединетото кралство, како и армијата на САД, преку меѓусебна соработка организирање на повеќе обуки и курсеви. Оваа соработка ќе продолжи во наредниот период за време на вежбата Одлучен удар 21, која што ќе се реализира наредниот месец на армискиот полигон Прилог. Исто така ќе продолжиме заедно со армијата на САД така наречената мил-то-мил соработка, да вршиме заеднички обуки на нашите единици. Веќе одделението се наоѓа на безбедно отстојание. Командирот на одделение започнува да врши реорганизација и консолидација на одделението и понатаму е известува предпоставената команда. Би сакал да истакнам дека за време на оваа работна точка учествуваше третиот пешајски вод состав на првата пешајска чета, чиј командир е поручник Неда Волчева. Со ова ја завршуваме презентацијата на оваа работна точка. И благодариме за вниманието. Само чекај, кажи ми кога да... Ама оние тамо ќе гледаат, бе, треба ја вамо да имам. Ќе се преград. Кажи ми кога да се свртам, да ги преслушам. Чекај сега, чекај, стои малце. Чекај да ги најдам кај се хеликоптерите. Од сега можеш да ме пуштиш и готово. Ај, чао. Чао. Почитувани, вие го следите директниот пренос од свеченоста една година членство на Македонија во Северноатлантската алијанса од касарната Илинден во Скопје. Во текст е приказ на вежбовните активности на припадниците на македонската армија пред присутните представници од државниот врв, се разбира и од дипломатскиот кор акредитиран во земјава и војните аташеа. Она што Македонија како членка на НАТО секако да потенцираме дека обврската во однос на представување, поточно декларирање на своји представници во Северноатлантската алијанса, но и одредените тела кои функционираат во овој најмојкен воено-политички сојуз. Во овој период се разбира во тек е процесот на
ветинг, што би се рекло, проверка на безбедносните сертификати на нашите представници кои би биле во овие тела. Македонија се уште нема свој воен представник во НАТО, бидејќи како што е познато на јавноста, војниот представник кој беше деклариран од Министерството за одбрана не го помина потребниот филтер, односно не го доби безбедносниот сертификат, така да во овој период е натамошната постапка за негово представување. Еве да проследиме дел од вежбата, гледаме прелет на хеликоптерите на воздухопловите на македонската армија.
Почитувани, овдека го привршуваме овој пренос од час и половина од свеченоста една година Македонија во НАТО. Како заклучок, по 3 децении независност, потврда на безбедноста и на нашата иднина. Патот до членството не беше нималку лесен. Членството во НАТО беше наша битка и ние ја добивме. Дел сме од еднаквото семејство на светската демократија и заедно креираме стратегијата на НАТО. Членството во НАТО не е гаранција дека нема да се соочуваме со предизвици, но е гаранција дека нема да бидеме сами. Ова се дел од обрекањата на председателот Пендаровски, премиерот Заев, министерката Шекеринска и адмиралот Бург на денешната свеченост. Ви посакувам пријатно попладне, останете со програмите на вашиот јавен сервис.